Денес во Собранието на Република Македонија започнува дебатата за предлог буџетот за 2022 година. Без дилеми, ова е предлог буџет кој е историски највисок, кој е нереален и неразвоен со многу непродуктивни трошоци. Ова е најголемиот буџет досега, тежок дури 4,4 милијарди евра. Имено, ова требаше да биде буџет кој ќе понуди решенија за предстојните предизвици со кои што ќе се соочуваме и следната година. Овој буџет требаше да понуди излез од кризата во која што се наоѓа Македонија. Ова требаше да биде буџет со кој барем владата ќе се обидеше да го врати секојдневниот живот на граѓаните во нормала. Сепак, желбите и нереалните очекувања се едно, а можностите се сосема друго. Фактите се поразителни и сурови. Оваа влада во заминување нема никаква идеја и концепт како да ја извади државата од оваа тешка и катастрофална ситуација, во која што впрочем самата влада предводена од СДСМ и ЗАЕВ упорно ја води Република Македонија во амбис. 2021 година полека но сигурно завршува, но тоа воопшто не значи дека и проблемите ќе завршат со неа. Напротив, 2022 година и овој буџет ќе донесат уште поголеми проблеми и предизвици, бидејќи оваа влада нема никаква стратегија и идеја. Почитувани, искуството досега јасно кажува дека владата предводена од СДСМ постојано креира и продуцира лажни и нереални проекции кои немаат никаква допирна точка со реалноста. Амбициозните предвидувања на власта секогаш без исклучок паѓаат во вода и се покажуваат како лага. Така и овој пат. Владата за 2022 година предвидува капитални инвестиции од 37 милијарди денари. Ова е одлично, но за жал тоа е само хартија, бидејќи споредбено со претходните години, владата на СДСМ никогаш нема надминато 19 милијарди денари реализација на предвидените капитални инвестиции. Едно ветуваат и предвидуваат, а сосема друго прават. Од друга страна, ова е буџет со буџетски дефицит од 4,3%. Ова е податок кој отвара дилеми дали воопшто државата ќе може да си ги сервисира и плаќа своите обврски. Исто така, со овој предлог буџет јавниот долг на Република Македонија ќе порасне за околу 800 милиони евра, односно до крајот на годината јавниот долг ќе биде на историско највисоко ниво од прилика 66% од бруто домашниот производ. Ова е фрапантен податок кој де факто значи дека Република Македонија е пред банкрот. И замислете, владата предводена од СДСМ и Зоран Заев мува не ги лази. Тие упорно продолжуваат со истите приказни дека блескаме, дека економијата цвета, индустријата работи под полна пареја, здравството е меѓу најдобрите во Европа, образованието е реформирано, а граѓаните немаат никакви проблеми и се меѓу најсрекните и најбогатите во регионот. Сепак, вистината и реалноста се сурови. Ние како одговорни пратеници постојано укажуваме и се бориме власта конечно да разбере дека вака веќе не оди, дека вака веќе не смее и не може. Не смее и не може да има пари за тендери, за партиски вработувања, за крадење и провизии, за луксузирање и авионски летови, а да нема пари за безбедни модуларни болници, за патишта, за училишта и градинки, најново во 21 век се извинувам, да нема електрична енергија. Токму затоа, како и во претходните години, со претходните буџети и ребаланси на буџети, така и сега како пратеничка група на ВМРО-ДПМН, поднесовме околу 220 амандмани, преку кои ќе се обидеме да интервенираме и да поправиме нешто што се уште може да се поправи. Имено поднесовме голем број на суштински амандмани во сферата на енергетиката, образованието, здравството, но и во делот на животната средина. Овие се амандмани кои се произлезени од потребите и барањата на граѓаните и стручната јавност со цел амортизирање на шокот и намалување на штетите кои ни престојат во делот на енергетиката, економијата и здравството. Од тука, како пратеници на ВМРО-ДПМН, искрено се надеваме дека власта ќе се охрабри и конечно отворено ќе дискутира за предизвиците и проблемите кои ги ни престојат и ќе ги прифатат нашите понудени решенија за добро на народот на Република Македонија. Во спротивно, доколку не го сторат тоа, најцрното сценарио за Република Македонија е речиси известно. А тоа ќе го платиме и ќе го почувствуваме сите ние без исклучок. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете. Околу 220 се вкупно. Во ред, може би е нешто технички, ќе проверам. Повелете.
Ние секогаш сме учествувале во конструктивни дебати кога се работи за парите на граѓаните. Така било и во пакетите мерки кои што беа како помош, така било и во буџетите, заради тоа што сепак ова се пари кои што треба да завршат кај граѓаните и во проекти кои што сепак треба да им служат на граѓаните. Ние ќе учествуваме во работата на комисијата и на пленарната седница во која што ќе се носи буџетот, но секако имаме доста забелешки. Еве тука користам уште еднаш можност отворено да ја повикам власта да ги прифати амандманите од опозицијата, каде што треба да решат навистина многу проблеми и од енергетиката и од економската и здравствената криза и на тој начин да се подобри овој буџет кој што во ваква форма во кој што е поднесен сметаме дека не ги задоволува потребите на граѓаните. Да, секако имаме, мислам дека поднесено од прилика 5 амандмани за таа намена, кои што ги зафаќаат и загрозените групи на граѓани, но кои што го зафаќаат и стопанството и економските субјекти, затоа што веруваме дека не може да имате вие најголем историски буџет до сега од 4,4 милијарди евра, да имате на прагот енергетска криза, а да немате планирано ниту 1 евро помош за граѓаните и за стопанските субјекти, така да одговорот е да. Добро. Технички назначена како председател е досегашната заменик председателка, но сепак има заменик членови, кои што доколку членот не може да биде присутен, тие се присутни наместо него, така да можеби ова е прашање за владеачката коалиција, но ние сме спремни, колку сме толку сме и ќе дискутираме по сите амандмани кои што ги имаме поднесени. Ви благодарам на сите, доколку нема дополнителни прашања.